Се враќаме назад во живо во ова студио со колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, здраво. Добар ден. Во фокусот е извештајот кој што покажува дека и покрај сите анализи, покрај сите шпекулации, експертски мислења и аналитичари, Доналд Трамп не соработувал со Русија во својата претседателска кампања. Практично истрагата покажа дека не се најдени докази дека има некаква руска вмешаност во изборите пред 2 години, што се толкова како своевидна победа на Доналд Трамп, кој првите 2 години од мандатот значителна сила му влечеше тоа обвинување дека можеби имало руска вмешаност во изборите, во анкетите и дека тие придонесле Трамп да дојде на таа функција која е, но тој денеска излезе и онака триумфално изјави дека медиумите како Нью Йорк Таймс и Вашингтон Пост треба сега да се извинат и аналитичарите, дури да си поднесат оставки на своите уреднички места, бидејќи тврделе и граделе некаква слика за својот председател, а се покажало дека не е точно, па дури одеше дотаму во неговиот стил да каже срам да ви е што му правевте 2 години на вашиот председател. Добро, на колку медиуми тој треба да им се извини, тоа е... Тоа не е наше, но наше е да пренесеме што и како е. Да. Го нарече сето ова, сите овие истраги ги нарече лов на вештерки, па од тука колку еден ваков извештај сега му помага на Доналд Трамп кој што планира нова кандидатура за нов мандат? Јас пак ќе кажам, Трамп е ослободен, но не е исчистен од обвинувањето. Значи, само не е најден доказ дека имало руска вмешаност, што формално правно испаѓа дека Трамп немал никакво поврзано со Русија и со таа наводна вмешаност. Но ќе остане таа дилема кај неговите опоненти, па можеби кај обичните луѓе, бидејќи начинот на кој Трамп се бранеше овие 2 години од мандатот, само укажуваше дека се обидува да дојде до тргање на доказите, но не и убедување на електоратот дека немала руска вмешаност, па оттаму тоа може како бумеранг да му се врати на следните избори, но на друга страна ние веќе го анализиравме тоа на 3-та година од својот мандат, значи за 2 години он е на половина се од својот мандат, тој веќе почнува со својата претседателска кампања, па ќе се обиде со овие сознанија најнови да му бидат ветар во грб за новата кампања, за новата борба за претседателското место, но од друга страна повторно ќе кажам, Трамп од ден во ден влегува во многу проблематични изјави и потези, така да ја верувам дека ова со руската вмешаност многу брзо ќе се заборави дали имало или немало, туку тој секојдневно продуцира некакви нови интересни изјави, барем за светската сцена, како што е признавањето на Голанската висорамнина, како што се најавите дека ќе повлекува војска од Сирија, па не ја повлекува. Така да ќе видиме како сето тоа ќе заврши. Освен Трамп, актуелна тема е секако Венецуела, веќе период наназад, но она што секако го фати, така да кажам, фокусот на медиумите. Или ја врати Венецуела на тикерите на светските агенции како прва вест од утринава. Да, но како може сега, целата ова операција Слобода наречена, на која што повикува Гуаидо, опозицијскиот лидер, да се толкува. За него веќе знаеме секако меѓународните представници, односно ја има да речеме, има поддршка, да. Голема така поддршка. И што би значала всушност операцијата Слобода за преземање на власта? Ова е некој поинаков обид? Не, ова е според мене, ова е слободно ќе го кажам, е панична реакција на Хуан Гуидо, кој откако дојде веста дека 2 руски транспортни авиони, едниот од Русија, другиот од Сирија, со 35 тони воена опрема и оружје и над 100 припадници на елитните паравоени и мистериозни трупи на така наречената Вагнер група се искрцале во Каракас, што е само укажува дека Русија со ова покажува дека планира да ги заштити своите интереси и интересите на актуелниот председател Мадуро од да остане на власт, само предизвика паника кај оваа опозиција, бидејќи е јасно дека овој потек што го прави во Венецуела Путин претходно го направи и во Сирија. Морам да објаснам колку гледачите знаат, таа така наречена Вагнер група е паравоена формација на руски платеници. Пандан на тоа е Blackwater американската. Тоа се приватни воени
фирми кои ангажираат воени платеници. Значи, во случајот Вагнер групата се платеници, зад кои стои приватна фирма, но работат за интересите на Русија. Но, никаде нема да видите вие обележje на руската армија. Тие се паравоени формации, тие се убици, буквално, платеници од по 5-6 илјади долари месечно зимаат и имаат задача да интервенираат на места за интересите на Русија, но Русија да не стои за тоа. Нешто слично видовме со окупацијата на Крим пред 4 години, кога се искрца огромен број на руски трупи кои беа облечени нели во униформи, но нема никакви државни одбележја, што само им даде на некој начин сигнал и на опозицијата во Каракас, но и на западните сојузници дека Путин очигледно планира Русија да се вмеша во конфликтот во Венецуела, да ги заштити своите интереси и да не го пушти низ вода Мадуро, исто како што тоа го направи со Асад, а знаеме Асад остана на власт во Сирија после 4 годишната крвава внатрешна војна во Сирија. Најпопуларна петиција, онлайн петиција во Велика Британија за активирање на членот 50 и останување дел од Европската Унија, 5,4 милиони потписи за само 4 дена, онлайн петиција за Велика Британија да остане во Европската Унија и да се поништи Брекзит. Тереза Меј, од друга страна, на некој начин дури се надева дека незиниот договор нема да биде изгласан. Се побурно е во Велика Британија. Многу е бурно, имавме нели информации дека Британија се подготвува за оној страшен Брекзит без договор со ангажирање на воени трупи, таа беше вестот пред некој ден. Она што е ново дека и Европската Унија се подготвува за евентуален излаз на Британија без договор. Преземаат некакви мерки, сега ние не ги знаеме кои се комплетно мерките, но она што е на некој начин последен обид на Тереза Меј е нејзината понуда до пратениците кои требаат сега да изгласаат конечно ќе го прифатат договорот или не. Договорено е да го изгласаат и договорено е до 30 јуни. Од друга страна Европа им вика, вие тоа морате да го направите до 22 мај, бидејќи после влегувате во европски избори, а ако влезете во европски избори, ќе морате и вие да бидете дел од тие избори, но проблемот е, и ако остане Британија, веќе столчињата во Европскиот парламент се распределени на другите држави, така да Велика Британија не е планирана во новата европска администрација и Европски парламент. Понудата на британската премиерка Меј до пратениците, еве јас ќе поднесам и оставка, само поддржите го договорот, бидејќи не смееме да излеземе без никаков договор, ќе биде лошо за државата. Ќе видиме како ќе се движат работите таму, бидејќи ми се чини дека понудувањето на оставката на Меј е голем исчекор за Тереза Меј и веројатно тоа и ќе биде пресудно да ја замени некој од незините заменици. Ќе прогнозираме дали ќе поднесе оставка или? Па јас мислам дека ќе ја поднесе оставката, бидејќи очигледно целиот терет на Брекзитот се свали на незината политичка кариера и таа е свесна дека после ова нема понатаму, но морам да потсетам само дека имаше некои вести за условување на Тереза Меј таа сама да замине, што денеска беше демантирано од тие двајца пратеници. Значи, ние сме малце жртва на фейк ньюс. Ќе видиме тој фейк ньюс е многу распространет околу Брекзитот, како и изјавата на Доналд Туск од петокот дека ќе горат во пеколот, не рекол баш така, бидејќи преводот од англиски лоша транскрипција што некој ја злоупотребил. Затоа и ние мораме внимателно да ги следиме малце оддалеку работите, бидејќи еве имаше наводна закана Тереза Меј да поднесе оставка од пратениците, кои они денеска го демантира. Веројатно за нив е оваа петиција најважна. Петицијата е важна, но повторно ќе кажам. Повикување на Брекзитот. Да, но повторно ќе кажам, Тереза Меј ќе мора најверојатно да ја поднесе оставката и најверојатно ќе мора да има воредни избори таму за да се тргне оваа тежина, бидејќи дефинитивно од така изгледаше наивно сето тоа, ние си одиме од Европска Унија за на крај да се блокираат сите тие големи држави, а блокадата на тие големи држави кои се во Европската Унија па се рефлектира и на другиот дел од светот. Дејан, ти благодариме за оваа кратка, меѓутоа исцрпна анализа. Јас и Јана овде се одјавуваме. Следуваат, Јана? Вестите. Да.